Вечерашната информативна програма ја почнуваме со денешната посета на Штип од страна на министерот за финансии. Над 20 забелешки, но и предлози му испорачаа представниците на 4 стопански комори на министерот за финансии Драган Тевдовски, кој денеска присуствуваше на инфосесијата која се одржа во Штип. На 20 забелешки, но и предлози за подобрување на новиот закон за јавни набавки му испорачаа 4 стопански комори и епицентарот на министерот за финансии Драган Тевдовски. Бизнис секторот смета дека во делот на електронските аукции добро е што постапката не е задолжителна. Од нивна страна се предлага со јасни одредби да се дефинираат кои услуги да не бидат дел од овој систем. Забележува дека е потребно и електронскиот каталог да се специфицира и точно да се објасни. Тука коморите го нудат и својата помош во процесот на дефинирање на овој документ, најмногу заради тоа што сметаме дека електронскиот каталог во всушност ќе превземе најголем дел од набавките во следниот период. Изминатите години многу често се случувало да се набавуваат некои производи на големо, например пенкала, USB-ња со многу повисоки цени од колку и што може да ги купите во продавница, во најобична продавница. Сега идејата е сите такви производи кои што фреквентно ќе се купуваат да бидат на тој електронски каталог, секој да може да ги види нивните цени и практично институциите брзо да можат на еден транспарентен начин тие да ги купуваат. Стопанските комори забележуваат дека новиот закон нуди поголема транспарентност со објавувањето на договорите, но бара да се формира тело кое ќе следи нивната реализација и исплатата од страна на институциите. Планот за јавни набавки да не се менува од денес за утре, туку да биде регулирано неговото менување. Во делот на изборот на неповолната понуда, кој е двигателот на новиот закон, предлагаат изборот да биде секторски и да се направат прирачници. На многу од овие средби што ги имавме беше кажано дека пример намалувањето на услуги во делот на здравството не е исто како што спроведувањето на во делот на градежништвото или во делот на услугите или во делот на некој друг сектор. И од тие причини сметаме дека е многу битно да спецификите на овие сектори бидат одредени во посебни подзаконски акти. Министерот Тевдовски на денешната дебата со бизнис секторот од источниот регион потенцираше дека му е важно да ги слушне сугестиите и предлозите. Како Министерство за финансии не брзат со донесувањето на овој закон со цел да имаат квалитетен. Очекува веќе во октомври да има и нов европски закон за јавни набавки, а во земјава и пристигнат експерт од Европската Унија кој работи на допрецизирање на законот. Денешнава инфосесија во Штип е последна, а проектот е поддржан од УСАИД. Штипското комунално предпријатие ИСАР распиша тендер за набавка на пијалоци и сладоледи. Сите заинтересирани фирми може да аплицираат најдоцна до 20 овој месец. Јавното предпријатие ИСАР ќе набавува сладолед и освежителни пијалоци во вредност од 1.500.000 денари. Тендерот е распишан на 28 февруари, а заинтересираните фирми понудите може да ги достават најдоцна до 20 март. Но веднаш се поставува прашањето што би правело јавно комунално предпријатие на кое главен приоритет им е комуналната хигиена во градот со сладоледи и пијалоци од 1.500.000 денари. Сладоледите и пијалоците ќе се набавувале за потребите на Штипската бања и зоолошката градина, одговорија денес од Штипски ИСАР. Најголем дел од набавката е за осветителни пијалоци. Делот за сладоледи, тоа се однесува за зоолошката градина и за бањата Кежовица. Тоа е по барање, бидејќи во летниот период многу баби и дедовци доаѓаат со своите внуци. Тоа е барање од нашите клиенти, бидејќи во летниот период е целосно се искористени нашите капацитети. Тоа е 80% е за осветителните пијалоци, што значи околу 200-300 000, најверојатно и тај дел нема да биде искористен. И во овој тендер главна улога ќе игра на ниската цена. Како сладолед и освежителни пијалоци ќе консумираат штипјани ќе се знае најдоцна до 20 овој месец. Надлежните најавија дека нема повеќе да ги толерираат возачите кои непрописно паркираат. Секторот за внатрешни работи Штип и јавното предпријатие Стипион стапуваат во акција. Прекршителите ќе се санкционираат со казни и блокатори на самото место.
Полицијата и Стипион излегуваат на терен. Стартува акцијата за ставање во ред во возењето и паркирањето со цел да се избегнат последиците од непрописно паркирање. Акцијата, согласно овластувањето од Законот за безбедност во сообраќајот, беше најавена минатиот месец. Првично ќе се превземаат мерки за возила кои што се паркирани на пешачки премини, на места кои што се наменети за одредена категорија на корисници на тие паркинг места, како инвалидизирани лица, автотакси стојалишта, автобуски стојалишта, тротоари, коловози, зелени површини. Оваа одлука доаѓа по реакција на граѓаните дека тротоарите, паркинзите се узурпирани од несовесни возачи. Значи не можеме ние пешаци да поминеме, а имаме паркинги што може да се плати 20 денара, ама еве луѓето некои може да плате, а неки. И се паркира тука. Свеста, значи свеста треба да преработи, а не казните. СВР Штип денеска со писмено соопштение до медиумите и порача на граѓаните дека овој сообраќаен прекршок повеќе нема да се толерира. Во него стои, од страна на СВР Штип, по констатирање на прекршоците на возачите, ќе им се издаваат мандатни платни налози за наплата на глоба за сторен сообраќаен прекршок, непрописно паркирање. Од страна на општина Штип, јавното предпријатие Стипион и во содејство со СВР Штип ќе бидат поставувани блокатори на непрописно паркираните возила. Статистиката на полицијата за овој прекршок покажува дека немал број на граѓани возачи прават грешки во паркирањето. Минатата 2017 година издадени се вкупно 274 мандатни платни налози за непрописно паркирање, додека од почетокот на годинава до сега издадени се вкупно 86 мандатни платни налози за овој сообраќаен прекршок. Ке имаат ли ефект казните и поставувањето на блокатори на возилата? 700 денари чини отстранувањето на блокатор. Глобите за непрописно паркирање се движат од 45 до најмногу 250 евра. Се појасно е дека за решавање на овој проблем општината ќе треба да го реализира проектот за изградба на катни гаражи или да набави пајак возило кој ќе ги отстранува возилата, што за несовесните возачи ќе значи дополнителен трошок. Опозицијата постојано критикува, а позицијата се правда. Повторно пресконференција на ВМРО ДПМН. Пред изборите штипскиот градоначелник и челниците од СДС ветуваа капитални инвестиции и изградба на нов и модерен студентски дом во Штип. Градоначалникот веќе 4 месеци ја извршува својата функција, а веќе има други приоритетни проекти на кои ќе се потрошат 1,5 милиони денари. Ваквите мислења денес пред медиумите ги изнесоа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. На денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип обвинување до градоначалникот Благој Бочварски дека ветувањата пред изборите не ги реализира сега. СДС ветуваше изградба на студентски дом во Штип до крајот на 2017 година. Годината помина, а во моментов нема предвидено локацијски услови ни основна документација за подготовка на тендер. Таква инвестиција нема предвидено ниту во буџетот на владата на Република Македонија, ниту во буџетот на општина Штип. Градоначалникот Бочварски ветуваше дека ќе побара пари од државата за изградба на студентски дом, но ова беше уште една предизборна лага на владеачката партија. Градоначалникот, како подпредседател на СДС, ниту побара пари од државата, ниту прави обид да лобира во владата за изградба на еден ваков капитален проект. Тој приоритет дава на набавка на убав мебел и пијалоци за неговите пријатели и партиски апаратчици, ново вработени во администрацијата, а студентите ги нема во листата на приоритетите. Износот на сумата која се троши за мебел, пијалоци и други активности е околу 1,5 милион денари, а за студентите нема предвидено ниту денар. Затоа, до градоначалникот на Штип од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН со апел. Господине Бочварски, благодарение на претходната влада целосно беа обновени мебелот и опремата во студентскиот дом, меѓутоа од тогаш до денес нема најави за други конкретни чекори. Вие и вашата влада ги измамивте студентите, на кои ветивте дека веднаш ќе се зафатите со решавање на состојбите и условите за живење во студентските домови.
Вие лично ги уверувавте студентите дека промените ќе се случат и дека студентите од Штипскиот универзитет ќе добијат нов студентски дом. Но вие им обезбедивте само лицемерие, пропаганда и манипулација со еден куп лаги кои студентите ги препознаа. Со писмена реакција на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип се јавија и од Општина Штип. Со жалење констатираме дека ВМРО ДПМН продолжува да се служи со старите манипулативни техники и ширење лажни вести со цел да ги измамат граѓаните. Граѓаните знаат и гледаат дека градоначалникот на Општина Штип Благој Бочварски е фокусиран на реализација на ведените проекти во предизборната програма понудена на локалните избори, како што се гасифицирање на Општина Штип, изградба на детска градинка, изградба на брана на река Отјење, намалување на цената на водата за пиење, затворен училишен базен и многу други. Студентскиот дом не е под ингеренција на локалната власт, но градоначалникот на Општина Штип Благој Бочварски ќе ги употреби своите ингеренции и влијание за да излобира проекти кои што се од суштинско значење за студентите. ВМРО ДПМН во Штип не најавија никаков објект за студентите, иако тоа го ветуваа во изминатите 10 години и во недостаток на аргументи се обидуваат неосновано да ја отцрнат работата на новата локална власт. Ставките во кои што се предвидени набавка на храна и пијалоци и мебел се однесуваат на потребите на Советот на Општина Штип и администрацијата и се однесуваат на најсоодветните потребштини. Лажните вести кои што ги шири Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип не одат во прилог никому, особено не на граѓаните. Заврши ерата на ВМРО ДПМН, заврши времето на криминал, самоволие, неодговорност и незаконско владење. Новата локална власт работи честно и законски во интерес на граѓаните на Општина Штип. За проблемите во судската афела во приложение на вестите. Судиите кои сте членови на Сдруженијето на судии денеска имаа средба со првиот човек на Сдруженијето. Целта на средбата е да се презентираат проблемите на судиите со кои се соочуваат во текот на нивното работење, но и да се побара одговор до каде е ветувањето за повисоки плати во судската афела. Судиите од Штипскиот основен суд денеска има и првата директна средба со председателот на Сдруженијето Џемел Сейти, кој смета дека треба да се зајакне соработката меѓу Сдруженијето и судиите, но и да бидат погласни кога станува збор за одредени проблеми со кои се соочуваат. Очекувам дека во иднина ова ќе стане судска пракса се со единствена цел да можеме да преку вакви форми на здружувања да можеме да го стваруваме своите права со кои што сметам дека судската функција ја обавуваме врз основа на закони и прописи, но од друга страна сметам дека единствена форма за остварување на своите права на судијата како функција останува да се извршува преку Сдруженијето на судии. Прашањата околу изборот, разрешувањата на листи сведоци на некои разбранувања во последен период кој се случија, Сдруженијето имаше соодветни реакции на тие настани, но сепак тие реакции треба да се континуирани и треба да бидат во насока да се изнедат решенија, односно да доеднат до плодовите на тие активности. Судиите сметаат дека треба да го добијат изголемувањето на платите, како едно од ветувањата кои ги имале. Проблемите кои што ги насочуваме се и проблемите околу висината и исплатата на платите, имајќи во предвид дека беше најавена, односно беше донесен закон за зголемување на судската плата, но до ден денес тоа не е извршено, не е спроведено. Меѓу другите точки на дневен ред представува и овој проблем. Штипскиот основен суд е еден од најефикасните судови во земјава, за што говорат и извештаите, и покрај тоа што минатата година работеа со двајца судии помалку, кои заминаа во пензија. Здравието е нашето најголемо богатство. Со делење на пропаганден материјал, волонтерите на Црвениот крст го почнаа одбележувањето на неделата за борба против карциномот. Предвидени се едукативни трибини во Штип и Карвинци. Инаку податоците се застрашувачки. Во светот секоја година заболуваат над 12 милиони луѓе, а во Македонија годишно се откриваат околу 6000 нови случаи. Малигните заболувања се на второ место по причина за смртност, веднаш по кардиоваскуларните болести. Под мотото "Ние можеме и јас можам", Црвениот крст ја отпочна во годинешната кампања за намалување на бројот на лица заболени од карцином. Во центарот на градот денес волонтерите делеа пропаганден материјал.
каде што би можеле да се прочитат основните препораки за превенција. Експертите нагласуваат дека приближно 40% од ракот може да се намали со престанок на пушење и избегнување на пасивно пушење, ограничено внесување на алкохол, секојдневна физичка активност, внесување на здрава храна, одржување на нормална телесна тежина и избегнување на прекоумерена изложеност на сонце и заштита од инфекции кои предизвикуваат рак. Волонтерите денес најавија и низ активности кои ќе се организираат во Штип и Карбинци. Преку цела недела ќе се врши дистрибуција на пропаганден материјал со совети за спречување на развиток и развој на оваа болест. Исто така на 5 март во понеделник во соработка со локалната самоуправа на општина Штип во почеток од 12 часот во големата општинска сала ќе се реализира едукативно предавање на тема превенција и заштита од малигни заболувања. Потоа на 8 март во четврток во почеток од 12 часот во соработка со локалната самоуправа на општина Карбинци ќе се реализира едукативно предавање за дистрибуција на пропаганден материјал. Статистиките покажуваат фрапантни податоци. Секоја година во светот заболуваат над 12 милиони луѓе од некаков вид на рак, а 7,6 милиони умираат како последица од болеста. Во Република Македонија секоја година се откриваат околу 6.000 нови случаи. Утрово избувна пожар во куќа во центарот на градот. Интервенираше противпожарната единица. Според надлежните, причината е неисчистен оджак. Со 2 возила и 6 пожарникари Штипската противпожарна единица интервенираше утрово на запален оджак на куќа во центарот на градот. Со 2 возила излеговме бидејќи ни беше таква дојавата дека гори целата куќа, но за среќа можем да кажем и за собственикот и за нас, заклучивме дека се работи само за опожарен овај оджак. Ветерот дополнително го зголемува ризикот од избувнување на пожари предизвикани од неисчистени оджаци. Затоа надлежните со апел до граѓаните: исчистете ги оджаците на време, внимавајте на шпоретите, а во крајен случај, доколку се случи вакво нешто додека да пристигнат пожарникарите, имајте при рака наводената крпа. Стандардно кажуваме на време да си ги исчистат своите оджаци, исто така при вакви ветровити деништа да го намалат интензитетот на огинот на горењето и да припазува доколку дојде до опожарување, веднаш да стават на издуно, односно на, како да кажам, на отворот на оджакот една голема мокра крпа, со тоа ќе се нема да дојде до загушување на огинот, ќе дојде и барам ќе ублажат работа, нема да дојде до експлозија на самиот оджак. Само неделава штипските пожарникари 6 пати излегоа на терен. Во 4 случаи гасеа пожари предизвикани од запалени оджаци. Денеска секој си купуваше она што му треба. Зеленчук, овошје, јаткасти производи и така натаму. Со камерата ве водиме на градскиот пазар во Штип. На градскиот пазар во Штип и денес богата понуда од производи, пазарџиите не ги променија цените споредено со претходниот петок. Кивата од 30 до 60, портокалот 40, а бананата 70, лимон 70, сувозрнестото иста цена, значи гравчето 120 со стотка, уризо 60. Граѓаните велат дека на пазарот во Штип се наоѓа избор за секого по нешто, цените се пристапни. Овоше, зеленчук, нешто, лимони, јаболка, крушки, портокали. Цените по мене осредно. По-добри, да. Цените се пристојни, избор има со оглед на времето задоволително. За здрава храна и интерес има во секој период од годината. Броколото е 100 денари кило, бритвата е 20 денари парче, ѓумберот е 250, морковот 40 денари парче килото, цвекото 30 денари, трупката или редоквата по наше е 30 динара кило, прокило 70 денари, пашканато зависи од големината, од 10 до 30 од парче, комичето младото е 10 денари, магнолото имаме 20 и 10 имаме, зависи од колку е врзано. Селерот исто кажаме и дајкон имаме од 50 до 10 денари од парче. Сепак најмногу се трошеа актуелните производи за овој период од годината. Сливите 150, лимончето 60, мандарина 50, портокалче 3 за 100, краставичка 110, патлиџанче 80, лукче 10 главичката, кромитче 30, сунчогледче 120, семки 200,
кикиритка печена 130. Млада кормече 10 динара, салата 20, прас 20 динара парче, спаник 40, кикиритка 100 динара, граф 100, компир 25, зелка 30 парче. Пазарджиите кои продаваат на штипскиот пазар велат дека штипјани се добри потрошувачи, а задоволни се од прометот што го реализираа во денешниот пазарен петок во Штип. Викенд настан кој ќе се одвива во Виница. Утре, сабота, 3 март, продолжува традицијата со организирање на манифестацијата Тодорови трки во Виница. Поради временските услови се пролонгираше одржувањето на манифестацијата Тодорови трки, кој општина Виница зираше изминативе 8 години по повод Свети Тодор Тирон или Тодорова сабота. Настанот ќе се одржи утре со почеток во 10 часот и 30 минути со дефиле на коњи и трубадури од стариот градски плоштад до главната улица па се до градскиот парк и стадионот. Надпреварите на стадионот ќе започнат во 11 часот со следниве дисциплини: трчење и велосипеди во 40, 60, 80 и 400 метри. Исто така, ќе се реализираат надпревари за возрастни и средошколци, јаже во лажица на 60 метри, трчење во вреќе на 60 метри, трчење со шишена глава во 60 метри, трчење со патерици до 60 метри и трчење назад со 60 метри. Исто така, ќе се надпреваруваат во влечење со јаже и трка со коњи. И годинава наградите за најдобрите тројца учесници во секоја категорија се обезбедени со спонсорства од приватниот сектор во општина Виница. Во делот за спорт вечерва одбојка и пинг-понг. Во надпревар од Машката Суперлига на Македонија во одбојка во Штип ќе се сретнат екипите на УГД Студент и Пробиштип. Надпреварот ќе се одигра утре сабота во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 19:30. Женската екипа на УГД Студент ќе гостува во Струмица, каде што ќе се сретне со екипата на Виктори Волеј. И на крајот пинг-понг. Градот Штип ќе биде домакин, а пинг-понгарскиот клуб УГД Студент ќе биде технички организатор на државното првенство на Македонија во пинг-понг. Вкупно се пријавени 66 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција од 25 македонски екипи. Пинг-понгарската елита на Македонија во престојниот викенд, односно во сабота и недела, ќе биде сконцентрирана во градот Штип, каде што ќе се одржи државното првенство на Македонија за сениори. Во соработка со Пинг-понгарската федерација на Македонија, технички организатор на првенството ќе биде Пинг-понгарскиот клуб УГД Студент од Штип. На овој 26-ти поред шампионат вкупно се пријавени и ќе настапат 50 надпреварувачи во машка и 16 пинг-понгарки во женска конкуренција од 25 македонски екипи. Сите тие ќе бидат поделени по групи, а ќе се борат во 3 категории: во поединечна конкуренција, во парови и во микс. Екипата на УГД Студент ќе представува Филип Костадиновски, Игор Саздов и Јана Ѓорѓиева. Надпреварите во пинг-понг ќе се одвиваат во сабота и во недела, со почеток од 10 часот во спортската сала Јордан Мјалков во Штип, со напомена дека церемонијалот на свеченото отварање ќе се одржи во сабота во 10 часот и 30 минути. Толку во овие петочни вести, ви благодариме за вниманието, ви посакуваме убава петочна вечер и уште поубав викенд. Ни се гледаме повторно утре во саботното издание на вестите. До тогаш, довидување. Тотална распродажба во сите салони на Баргала. Чувствувајте се удобно, бидете во тренд и одберете квалитет. Баргала Штип.
Дрводекор Карарман, од идеја до финален производ, врвна технологија и стручен кадар, формула за врвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, теписи теписони од домашно и странско производство, дизајнот и комплетното уредување на домот, препуштете го на професионалниот тим и врвните мајстори во дрводекор, со вршена равнотежа помеѓу формата, дизајнот, амбиентот и секојдневната практичност. Дрводекор, традиција и квалитет. Урбано, а традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгорманската улица во Штип. Усо како, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усо како, на позната локација со долгогодишна традиција, Штипски сокак. И после 20 години се уште со вас. Се уште најефтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети